Партиите делат, граѓаните плаќаат. Дали сме спремни за ресет и нов модел на работа? Почитувани гледачи, добро вечер, со нас Борче Чупетрески, независен кандидат за градоначалник. Ветува промени, дали прилепчани ќе му дадат шанса? Добро вечер и тебе, како си? Добро вечер, Миле, ти благодарам за поканата, одлично расположение. Ти благодарам и ти што ја прифати, со тебе полека ја почнуваме оваа серија на интервјуа со кандидатите за градоначалник, како што кажавме, отворена за сите, пред се за независните кандидати. Ајде сега да го почнеме, прилепчаните знаат горе-долу, ама ајде на лична карта кажи ни за твоето досегашно професионално искуство, за бизнес искуствата и активизмот, ама сублимирај го вака на тесно, во кратки црти, затоа што знам дека можеш долго да зборуваш. Ако би почел да кажам детално, би ми требале минимум 24 часа емисија. Меѓутоа, сепак се работи за едно 35 годишно работно искуство, сето во приватен сектор. Никош во животот неам работено државно, неам ни еден час државна работа. Започнав од своите 17 години па до 18-та, кога веќе законски можеше да започнам бизнис. Првиот бизнис го започнав 1991-92 година. Тоа беше со електросервис кој што и ден денеска работи, после 32 години традиција и работење, фамилиарен бизнис. Тоа беше основата за понатаки да продолжам да се ширам со првите бизниси, тоа беа бензинските станици BM Oil, во соработка со комерцијалните банки во Македонија, стасав до првите почетни или стартни капитали, нормално обезбедени со хипотеки и со домашни средства. Започнав во тој дел со нафтената индустрија, нафтениот бизнис. Понатаки влегов во телекомуникациите со кабловска телевизија Бонет, која што беше успешно продадена на Кейблтел, тогаш такво беше и тој момент на ширење на големите корпорации и влегување во Македонија, па го искористивме истиот, го искористив лично јас, за да го направам првиот капитал и влегување во здравствениот бизнис. Првата, тоа беше прва, меѓутоа една од првите приватни болници во Македонија, иако тоа беше еден пропаднат проект на Унибанка, јас вложив сопствени средства да вратиме назад, меѓутоа тоа истото беше едно политичко убиство кое што се случи врз мене, заради тоа што влегов во некои води каде што на големите политички бизнисмени им сметав и бев трн во око, заради сепак успешност. Успеавме да направиме една многу добра приказка и таа приказка беше опасна за нив, која што понатаки беше основа за создавање на многу голем државен криминал, каде и банките се инволвирани во истиот и политичките партии. И тој проект, кога беше продаден, повторно успешно продаден, дојде на блокади и едноставно предизвика голема материјална загуба кај мене. Меѓутоа, тоа беше еден од бизнисите кои што предизвика во еден период 2013 година предизвика финансиски проблеми и кризи, за повторно да се воздигнеме, повторно се вратам назад, со многу труд и работа, вложени многу сати напорно проектирање, планирање и слично, за да се вратам повторно во бизнисот и да се вратам во нормално функционирање. Денеска, фала Богу, функционираме окей. Главен менеджер на автобуската станица во Прилеп, останав со тој сегмент, односно со тој бизнис, транспорт на патници, иако работев и транспорт на стока, транспорт на опасни материјали и други бизниси.
производствени капацитети имавме во еден временски период. Значи, сума сумарум некаде околу 15 или 16 компании, дел успешно завршени, дел неуспешно, меѓутоа не од менаџерска неспособност, туку од влијание на политиката. Кога се работи бизнис, има секакви исходи понекогаш, бизнисот е ризик, очигледно добро се носиш со тие, добро се плиеш во тие бизнис води. Сега, зошто независен кандидат, а не преку постоечка партија? Затоа што барем таква беше перцепцијата за време барем на шарена револуција, дека ти беше дел од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дали тоа беа само спекулации или навистина беше дел, се раздели? Да. Точно е дека бев и член на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа има некој поуназад работи. Кој гледам, јас бев еден финансерите на ВМРО и еден од главните агитатори на Маријан Ристевски, кога донесе на политичката сцена. Затоа што таа генерација се пропознававме и сакавме да направиме на реална промена, која што ако гледаме во периодот кога дојде Маријан или во времето на ВМРО на почетокот до 2011 година стварно се сеќаваше некоја квалитетна промена, меѓутоа после 2011 се повампирија, она што го викаме во наводници повампирувањето на ВМРО, и почна да прават доста штети. Тука беше она главната штета која што ми направија мене и таа беше единствената причина да јас побарам спас заради политиката што се смеша во бизнисот. Јас побарам спас политиката да ми помогни да го докажам криминал. Не сакав да ми врата пари, нешто слично, тука едноставно по судски пат да го добијам она што е, да најдам правдината и да успееме да вратиме капитал. Меѓутоа, сведоци бевме. Јас бев еден од иницијаторите на таа шарена револуција, финансиер, не иницијатор, пошто ние во тоа време немавме никаква политичка позадина, немавме никакви стратегии дека ќе се обединуваме со СД или со било која политичка партија, туку едноставно целта беше да се докаже криминалот и да се прекини со тоа действие. Значи, СДС го искористи тој вистин прав момент, искористи таа шарена револуција, ни ветија огромни права пред се, ни ветија дека сите пред се правда. Правдина, точно, извини. Пред се правда дека ќе биде вратена на пиедесталот и ќе биде сега на вистинското место. Меѓутоа, бевме сведоци дека ако јас изгубив некои 2-3 милиони евра и околу мене изгубија уште стотици луѓе по многу поголеми суми на пари од времето на харањето на ВМРО, Катица Јанева не продаде за 1 милион евра. Па нека ни кажеше, значи даевме ние сите ќе соберевме. Некој само нека донесеше правда од тако пара. Накратко, значи разочарување дефинитивно сите политички партии, тука те помогнав многу во СДС да се врати на власт, уствари да помогнеме и секако и технички со заедно со сите капацитети, меѓутоа испадна истото, дека едното и другото. Затоа е причината дека веќе се наоѓаме во ситуација каде што немаме доверба, јас лично и многу голем дел од луѓето повеќе немаме никаква доверба во политичкиот сектор. Затоа што политиката, како политика, денеска кажува едно, утре друго. Ние како луѓе имаме образ. И затоа како независни излегуваме. Јас излегувам овде со мојот образ, со моето лице, со мојата фамилија, со која што има 300 и нешто години дрво на семејство, 300 и нешто години потекнува од Прилеп. И ако јас се осмелам тоа дрво 300 години да го пресечам или да го устранам, како не едно место реков, ако сгрешам нека изгорам, овде ќе го пресечам автоматски, не се осудувам и не би се дозволил такво нешто. Ајде сега конкретно да одиме на општинарски работи. Ако независната кандидатура е резултат на разочараност од сите, тогаш ајде седнувате првиот ден како против партиските спреги во општина. Како против партиските спреги на локално ниво, затоа што реално Прилеп никогаш не имала дури ни независен советник, а не па градоначалник. Апсолутно. Прва основна работа, поимот градоначалник или функцијата градоначалник не е политичка функција и тоа треба секој еден да го свати во градот.
градоначалникот е менаџер на 70 и нешто јавни предпријатија во кои што работат луѓе од различни политички партии во моментов и самата општина која што е институција за решавање на основните двигателни структури или двигателни правци на општината. И тоа е менаџерска функција. Ние во моментов имаме раскол. Едните се ВМРО, другите се СДС, трети нема. Меѓутоа, градоначалникот кој е од СДС нема да работи овие од ВМРО и прави обструкција. А сите натре се поврзани. Исто ако градоначалникот е од ВМРО, натре прави обструкција овие од СДС. И овој градоначалник не може да ги збрка. Зошто? Па вика, ти не ме вработи. Го вработил некој партиски лидер со решение и тој не му одговара нему. Како против тоа седнуваш и сега ти дојдеш како независен кандидат, ти се соочуваш со администрација која што работи на дел од ВМРО, дел од СДС. И сега ти се најдеш во ситуација кога што велиш сите да ти прават обструкција. Ја не би рекол дека сите ќе направат обструкција, затоа што ова е суштината што сакав да ја кажам. Значи, менаџирањето. Овде има менаџирање со луѓе. Менаџирање со луѓе е цела наука, која што на некој начин јас сум ја студирал, сум ја поминал. Луѓето бараат од другата страна да има квалитетен кадар кој што знае да ги разбере нивните проблематики во самото работење и притисоците да ги направи во мотивација. Ако вие како менаџер во својата фирма не знаете да ги мотивирате работниците, да си ја сака работата, да создава профит, вие никош нема да бидете успешни. Истото и овдеки. Независен какав е број на луѓе, независно од нивната партиска ориентација, тие се луѓе. Тие се луѓе кои што имаат чувства. Се пријатели, се роднини, се родители. Немаш чувство дека живееме на крај на краиштата во едно општество кај што луѓето можеби едно од малкуто работи кои што гледаат како светост е баш партијата? Не. Зошто? Затоа што 90% партијата е притисок. И тоа е нивно изјаснување, не е мој. Јас сум разговарал со многу голем број на луѓе кои што моментално работат во општина. И сум ги слушнал нивните проблеми. И тоа е менеджментот. Слушнете ги луѓето што работат, кои се нивните проблеми и што сакаат да направат за да бидат ефикасни. Ако може во една општина да биде ефикасни 30 луѓе и таа општина да оди напред, замислете да имате капацитет од 200 луѓе, што би направиле вие со тие 200 луѓе, али ако сите работат за своето работно место и за својот профит. Ако си работата. Ако истата работа биде платена, наградена, некогаш субвенционирана за да предизвика поголем мотив за работа, вие од тие луѓе може да постигнете екстремен успех. Екстремен. Значи, сите тие може да си го најдат своето место, ако правилно го распоредите и ако влезите во таа општина, барем за еден месец направите длабинска анализа, due diligence, комплетен на профити, први од финансиски аспект, втори од организацијски аспект. И тој организацијски аспект го сведите на крајот работникот да дојде, денеска супер, одам со верен работа, кога ќе завршам на работа, ќе се дојдам. Ако можеме да те разберем ово што ми го кажуваш, да го симплифицираме, значи доаѓа независен кандидат, тоест градоначалник кој што бил избран како независен кандидат, воопшто нема тука никаква партиски воздух, не провеува и мислиш дека професионализам. И гарантираш дека сите оние кои што собирале подписи за да се вработат, молеле, колеле и така натаму, дека само че со слобода ќе почнат да си ја вршат работата? Има еден момент кој што вика гарантирам. Не гарантирам дека 100% тие ќе го поддржат мојот ангажман и моето работење. Меѓутоа има леки за тоа. Штешно те поддржува работата, нема е место тука. Зошто во една средина да имаш луѓе кои што прават обструкции на работењето? Филтрација. Едноставно постои филтер каде што квалитетниот човек, оној вистински кој што сака да работи, ќе стои на своето место и ќе се функционира и ќе има профит. А оној што е дојде да прави обструкции, ќе се го најде и тој своето место. Обструкциите, ако таа енергија ја користи за обструкции, може да ја користи за конструкции. Може би не на тоа место, али на друго место ќе му најдеме простор. Само треба да се препознае нешто. Пристапот кон вработените, она што го велиш како ослободување од стегите, од притисоците кои што ги имаат за начинот на кој што си обавуваат работата или во случајот не е, во одредени случаи не ја обавуваат,
Една од работите кои што не носи кон исклучителен проблем кој што го имаме како граѓани го имаме ние проблемот затоа што ние ги плаќаме даноците кои ќе ги трошат после општинарите и градоначалниците и така натаму, тоа се вика транспарентност. Ние навистина живееме во едно општество кај што институциите се многу малку транспарентни. Дали имаш реални решенија како би отворил општината да биде достапна секоја информација од јавен карактер за секого? Апсолутно. Први, сето тоа е информација. Ние живееме, светот живее во информатичко општество. Кај нас, основниот медиум, телевизијата и радиото не функционираат. Имаме тек тук 2-3 радија кои што повеќе се на забавен карактер, отколку на информативен. Неминовно е во град од 70.000, 60-70.000 жители да нема телевизија. По закон општината не може да направи телевизија. Меѓутоа општината може да создаде услови за создавање на таков еден приватен бизнис и кој што бизнис ќе обавува таа информатичка и информативна улога и ќе ги пренесува информациите од работењето на локалната власт. Новинарот, ти и твоите колеги сте главните критичари, главните координатори, главните контролори на работењето на политичките системи, партии или локалната самоуправа и сето тоа треба јавно и транспарентно да биде прикажано. Ние немаме телевизија, а по законот кабелските телевизии се должни да го пренесуваат локалниот медиум. Ние немаме. Од друга страна, ние како портали покриваме работата на... Друго е портал. Јасно. Ние правиме некаква, пробуваме да видиме некаква замена, импровизација. И ви честитам. Искрено ви честитам за тоа. Во секој случај, дали ти си подготвен утре после, да речеме, 2-3 години работа, се формира таа телевизија, си подготвен буквално на секој повик да се појавиш и да бидеш на располагање на граѓаните пред новинар кој што нема да му биде напишани прашањата од општината, како што знаевме порано додека постоеше последната телевизија. Тоа е маркетинг, че не е телевизија, тоа не е медија. Дали си спремен да се појавуваш на интервјуа од позиција на функција на такви интервјуа? Апсолутно. Јас на почеток ти кажам, јас сум независен кандидат со лице од фамилија која што живее 300 години овде. Ја немам што да кријам. Ја не доаѓам овде за да профитирам. Значи, реално. Ова функција некој замислува да ќе кради или ова ништо. Не. Јас сакам да направам систем каде што сето тоа плаќање, сите тие трансфери на пари ќе бидат максимално отворени, јавни за достап да се види секогаш. Новинарите да бидат, ако треба, да му дишат на градоначалникот на општината во врат. Значи, нивното место е покрај нив, да го контролира нешто. Кога тие ќе се чувствува безбедно, черче, па нема повеќе потреба ние да седиме таму, пошто гледаме кај се е во ред, пак да дојде, ќе биде повикани, дојдете да го видите нештото. Секоја седница треба да се пренесува, ако не може на телевизија, барем на YouTube канал. Се пренесува, тоа по закон веќе го, мислам дека сите општини го ја пренесуваат, али треба во секој случај да се врши едукација на населението да ги следи тие седници, тие веќе мислам дека десетина години или барем ако не 7-8 години веќе се преносите на YouTube каналот на, да речеме, во Прилеп, си има општина Прилеп YouTube канал, ги има, остануваат, може и отпосле да се гледат. Тоа мислам дека многу уште една работа ти додам. Во тој дел во след трошењето на парите. Дали некогаш имате забележано вие како новинар дека комуналец, водовод и поголемите јавни претпријатија излегле со 3-месечни финансиски извештаи за нивното работење пред новинари? Не. Нажалост не. Никој не знае. Дури не знаеме на крајот на годината финансиските извештаи за завршните сметки кога излегуваат, какви се тие и како се води нивното гласење. Каде имате другата партија вика го усвојува. Без никаква анализа. Реално и да дојдеш до тие информации е тешко. Че ги видите на крајот годината портал од еден од двајца луѓе, дури не имаш ресурсите да истражуваш такви работи. Ја треба реално да се иде до тие информации со еден клик.
веќе ги имате, меѓутоа ќе ги видите на клико кога ќе заврши. Кога завршната сметка ќе биде објавена во централен регистар, кој ќе биде поднесена, тоа ќе се аплодира на страницата на Комуналец и на Водовод. И таму веќе 100. Меѓутоа, тој веќе завршен чин. Вие што ќе направите кога ќе ви дојде директор Комуналец, каже ова година ние имаме загуба толку и толку и толку. И сега имаме загуба. Па пиши загуба во ред. Не е во ред. Значи, вие како главен менаџер, како градоначалник, никош не сте застанали да ги повикате тие менаџери и да му кажете директори, дајте финансиски извештај да видам што правите. Да видам дали фирма води напред или тони. Тоа е твојата работа. Ти никош не си, како градоначалник не си го проверил нештото да интервенираш зошто имаме такви трошоци, зошто нешто не е ефективно, зошто се појавата на загубата во прв квартал. Гледате, сите банки се сите дава извештај. Тоа е транспарентно. Овде кај нас не е транспарентно, никој не го интересира. Се тоа некако меланхолично се сваѓа, ајде крада. Меѓутоа, ако ги видите само од минативе 4 години работењето на тие две компании, загубите се преку 4 милиони евра. Имаше мислам дека се не се сеќам за кој портал имаше едно пишано интервју кое што го читав, имаше таму наведено бројки од Комуналец. А е нешто околу тоа и како најважно е како против тоа. Ево е тоа што го зборував до сега. Баш на веб страната на Комуналец во дело на извештаи постојат сите неколку години назад се напишани, мислам дека 10 години назад се напишани сите финансиски извештаи, односно завршни сметки. Како репер, ќе ви дадам завршната сметка од 2016 година на Комуналец. Во незе Комуналец вели дека приближно 20 милиони денари е во добивка. Значи, Водовод, се извинувам, за Водовод разговарам. 20 милиони денари е добивка. За разлика во 2024 година, завршниот извештај вели дека е некаде околу 17 милиони денари загуба. И сега, вие од 2020-2017 ние постигнуваме 40 милиони денари разликата со приближно милион евра. Ајде, не милион, само 100 нешто илјади евра. Како е таа загуба постигната кога трошоците на тоа предпријатие ништо не видовме ние спектакуларно дека Комуналец направил нешто повеќе или работи нешто повеќе или има купено некои машини, пајте да... Значи, тоа се некои трошоци неконтролирани кои што излегуваат од фирмата и намерно фирмата се турка во загуба. Која е целта за таа фирма да влезе во загуба? Некој да е омаловажи, односно да девалвизира истата, за да може утре да ја продае. Не знам. Па не верувам дека комуналните предпријатија би се продавале. Лично мене, ако ме прашате, јас одма би ја купил, ако се продава. Зошто? Затоа што ако мошло од 2016 напред 20 милиони евра, 20 милиони денари загуба, сигурно во ова посовремено време, сигурно таа ќе направи многу повеќе. Ја немам цел да ја продам, да ја купам. Немам. Искрено, немам цел да ја купам или некој ќе рече, да, тој таргетира на тоа. Јас не бев директор изминативе 4 или 8 години. Изминативе 8 години систематски 40 милиони денари разлика имаме во негатива. Само од година во година, ако ги собериме сите години уназад, излегуваме неколку милиони евра дека е направена загуба. Значи, од 2016 до 2005 сите пари, ако ги собериме, излегува повеќе 4-5 милиони евра. Значи, против овие појави, ако можам да разберам, како градоначалник треба на рапорт да се викаат сите директори. Апсолутно. Не на 3 месеци. Моето планирање или секоја една компанија голема, а општината е голема компанија, работи на неделни состаноци, неделни извештаи. Секој понеделник се почнува во 9 часот главен состанок со менаџерите. Имате сите сектори си ги поварувате кај, си ги повикувате, истите ви носа извештај, тоа е направено од минатата недела, ова недела имаме тие планови, финансиската состојба е таа. Тоа се 5 минути извештај од секој ден. Ако е позитивен извештај, само го верификуваме во ред, продолжи со работа, ако е негативен, проблем. За тој проблем ќе посветиме поголемо внимание по завршеното на изјаснувањето на сите останати, ти остануваш да разгледаме што е проблемот. И таа е работата на менаџер. Ако ги констатираме проблемите дека се од неправилно работење, неправилно анализа, неправилни трошоци, санкции, директорот си одговараш. Ако се реални проблеми, бараме реален излез, да видиме што треба да направиме, како да го смениме нештото, дали треба дополнителна инвестиција, технички е проблемов, каков и да е проблемов е ке луѓето, улиците,
Шо и да е, мора да се реши моментално, а не да се чека избори, чеке сега јас како Не да се чека како да сега, биде например, предпријатијата во огромна загуба, па после... Ја не знам сега ВМРО како ќе излези да кажи ние сега ќе осредиме комуналецот. Имавте 8 години да го средите, лъже. Како, шо сега вие ќе Имаја сметате? 4 претходно, бе. Така е, 4, 12, ајде. Добре, до 12. Значи имавте период, ве ставивме тука заради тоа што претходниве не биле добри, ве ставивме вие да го поправите нешто, а не да го влошите. Чим го влошувате сега, ќе излезете, ќе речеме, ама сега не, ние знаеме, абе, како 34 години знаете. Ништо не знаете. Значи факт е дека ништо не знаете. И дека треба да дојде некој да ви покаже, а после научете се, а после излезете повторно, барете довера од граѓаните. Во ера на социјални мрежи ти користиш како главна платформа за обраќање до твоите следачи и зборуваш за повисоки плати, за дека проблемот лежи во, тоест решавањето на тие проблеми лежи во ефикасноста, дигитализацијата, во енергетската независност, ама сите овие работи кои ќе ги прочитам ми звучат повеќе како надлежности на централна власт, некако. Ајде, како кандидат за градоначалник, како ги поврзуваш овие теми со локална самоуправа и како би можеле да се имплементираат на локално ниво? Много едноставно. 70, најде се точната бројка, може би ќе сгрешам, плюс минус секој се отвара, не знам точно колку се. Јавни предпријатија. Тука влегуваат и училиште, комуналец, водовод, сите овие што ги спомнавме до сега. Сите тие има некои капацитети, простори, покриви, објекти кои што стоат празни, се сунчат денеска џеромидите цел ден. Ако тие џеромиди поставите соларни панели, а тоа е надлежност, пошто ваши се, вие сте општината е собственик нивни, можете да донесете одлука за истите да се искористи нами да се постават соларни панели. На таков начин трошоците на тие ваши повторно јавни предпријатија се намалува за плаќање на струја. Секако вие од џеп плаќате за струјата, за нивните трошоци. Автоматски ги намалувате трошоците. Од втора страна правите профит. Зошто? Затоа што вишокот на електрична енергија во денови кога не работите, вие ја продавате. Така? И има општината пари, например, да намести соларни панели на сите училишта? А зошто да нема пари ако направи добар финансиски бизнес план и за секој една јавна предпријатие си земи свој кредит и да го постави, пример, ајде да кажам наедноставно, за некој 500 квадрати или за 50 киловати, сега ви требаат некаде околу 25.000 евра средства за да направите соларна централа. Кој е такво јавно предпријатие кој што плаќа енормни сметки за струја по 1000 по 2000 евра месечно, кога ќе направи таков еден бизнес план за заштеда и намалување трошоците на електричната енергија, секоја една комерцијална банка таков еден проект го препознава радо и го финансира. Затоа што знае дека тука ќе создаде профит и самата банка, а од друга страна предпријатието ќе направи заштеда и неговата вредност и кешфлоу ќе се зголеми. Вие станувате профитабилен. Значи немате трошоци за струја, ви се намалува. Ако имате пак и поголем профит, ви остануваат повеќе пари, можете да ги платите и работниците. Да му дајте поголема плата на вработење. Така, од тој профит. Значи станувате профитабилен. И тоа е основата. Значи, банките се за да го поддржат реалниот сектор. Овде секоја една таква институција може да стане реален произведувач, реален профит правите од продажбата на струјата и од она што не го плаќате за струја, вас си останува во новчаникот. Е ваш новчаник, ваши пари. И вие тие пари можете да управувате како сакате. Кредитот ќе го вратите за 5 години, а животниот век на една фотоволтаична централа поставена на кров е 30 години. Значи имате 25 години профит. Јас после мојот мандат ќе му оставам некој друг градоначалник кој ќе профитира од мене. Супер, не тој, општината, предпријатието ќе се развива. И тоа е целта, сите да се развива и да го напред. Така, значи енергетската беше попрашањето си извинувам. Вториот дел е дигитализацијата и енергетската независност и објаснивме и ефикасност и дигитализација. Така. Дигитализацијата. Се денеска, значи најголем дел ако отвориме нашата активност, ќе видиме минимум од 30 минути па и до 2 часа знаеме да бидеме на интернет. Па ако имаме потреба да некоја работа е заврши.
Доколку сите овие надлежности што ги има општината, најголемиот дел се дигитализираат и преминат во дигитална обработка. Вие ќе намалите работата на луѓето кои што од одредени причини, субјективни и објективни, денеска не може да ја заврши таа работа, заради годишен одмор, присуство, болест, свадба, роден ден, ЦТРЛ и знаеш, ЦТРЛ и ЦЗР, повеќе со компјутери, затоа така се префрлив. Меѓутоа, сите тие субјективни причини ќе бидеа нулирани. Машината нема потреба од роден ден, од одмор, од компјутер, од сервер, нема такива потреби. Неговата ефикасност е секундарна. И кога вие аплицирате за нешто, секундарно го добиете одговор од другата страна, овој работник вика, јас сега ќе работам. Па и не мораш да работиш. Може да има друга работа, али приходите од ова машина што ги реализира ќе оде на твоје конто. И ете твојата плата поголема. Автоматски, зошто да седиш 8 сати на работа? Значи твоето време сега ќе биде 6 часа работно време. Па биди ефективен, биди конкретен, биди пример, дополнувај таа машина со информации ако треба ти. Тие сервери работа на база на внесени информации. Неговата дена ќе биде внеси ги информациите. Па ако не можеш да ги внесиш од работа за 6 сати, вземи си ги, дома внеси ги, од дома внеси ги в сервер, со пристап, юзер и плозинка, не мораш да преш трошоци за грејање. Дома топли си се, ама работата да биде завршена. Тоа е ефикасноста во работењето. Дали имаш конкретни идеи, реално и соработници за воведување на овие системи? Дали влегуваш комплетно опремен пред се со човечки ресурси за да се воведа овие работи? Затоа што разговараме од една страна за работи во 21 век кои што треба да се дефинитивно одамна вчера воведени, ама ние се уште живееме некаде малку поназад од вчера. Живењето малку се поназад од вчера е овде, а реалното живење е околу нас. Од Прилеп, само од Прилеп, завршени студенти во Словенија, компјутерски инженери, програмери. Јас во моментов познавам преку 15 деца. За било каква една дигитализација, вас не ви треба физичко присуство овде. Овде за камера, за да се снимаме интервју, мора да бидем присутен, освен за брзо време ако не поставиме холограми па да може истите да не пренесуваат далечина. Значи, дигиталната ера не врзува простор. Дигиталната ера врзува знаење и капацитет кои што може да биде од секаде. За конкретен проект ние треба да имаме конкретната проблематика за истиот тој проблем да го направиме дигитален. Било која една функција што се обавува по пат на издавање на книга, не треба од другата страна да седи човек. Вештачката интелигенција денеска заменува се. Посебно луѓе седнати на компјутер. Ако ние правилно ги искористиме овие капацитети што денешницава ги нуди, замислите какви ќе биде капацитетите во иднината која што многу поголема брзина од светлината поминува покрај нас. Сите познаваме студенти кои што моментално студираат и кои што се завршени и по Словенија и по други западноевропски држави, дали ти се сметаш за доволно кој збор да го потребам, сугестивен да ги убедиш да помогне на општина Прилеп? Не сум јас. Единствено нешто што станува сугестивно или што би било обединувачко се парите. Парите го врта светот, така? Значи, вие ако вложите во нештото, тој од другата страна ќе рече, ово се исплати, јас овде би работел. И нивното заминување во Словенија и било каде не е заради тоа што никој не ги препознава или тие сака да се докажуваат. Не, заради тоа што ние не му даваме простор да се докаже. Сакаш да ми кажеш дека општина Прилеп може да понуди на еден информатичар кој што завршил во Западна Европа таков хонорар или плата, што би го убедил да се врати или оттаму да работи за општина Прилеп? Еден паметен работник или бизнисмен, пошто тој сега одек се јава во улога на бизнисмен кој што ќе проектира проект, не работи за плата. Тој вика, јас работам за процент од профитот на дејноста што е воспоставена. Ја овој проект ќе го направам со одреден процент X за мене на одржувањето на проектот,
ти проектот вие нема да направите денеска и утре ќе си работи цел животно. Не. Тоа е жива материја која што ностоп бара апгрейдирање или усовршување. Тој паметен инженер ќе ви каже, да, јас ќе работам, ќе го направам проектов, ама од него барам X% за одржување, останатите Y се за вас профит од работење. Значи, не е тоа само ангажиран како IT инженер, ќе дојде и како инвеститор уствари во апликација. Апсолутно. Значи, секој сака да го инвестира своето знаење, ако истото биде профитабилно на толк временски период. Не е само за денеска да ви платам 2, 3, 5, 10 000 евра и што направивме? Ама ова нешто очи за 20.000 месецо. Пак, сега, мене ми поевтино те платам 10.000. Ама ми е тешко да инвестирам, али можам да те мотивирам ти да го инвестираш твоето знаење и заедно да профитираме долгорочно. Значи, секогаш треба да бидеме свесни дека општината ги создава условите за профит. А не е таа што профитира, не е таа што гради, не е таа што отвора фирми и фабрики. Не, и државата не е таа. Општината и државата треба да бидат двигатели на отворањето на услови за да може приватниот сектор да се прикачи на тој колач и континуирано сите правилно, законски, под сите легални основи да го абсорбираат, да го јадат тој колач, да го цица и да функционира. И тоа што вие че имате институции околу вас кои ќе бидат стречни, големи, развиени, нема да имате криминали, нема да имате ништо, што се е дигитално. Се поминува преку јавни трансакции, јавни поминувања, јавни договори кои што не може ништо да скриете. Денеска притиснете Сарч, ќе ви излезе за колку трансакции се направи, колку пари се пофрлени. Чисто, секој може од дома да направи тоа. Еве за брзо време ќе бидеме светоци на промените што ги прави Народна банка на Македонија и тој целокупниот светски банкарски систем, каде што сите плаќања ќе поминуваат по дигитален пат, односно со блокчейн. Блокчейн трансакциите ќе се гледаат јавно со пристап на јавната адреса, влегувате, сакам да ја видам ова трансакција која што исто ја имате, ја проверувате и гледате до денар каде се поедени парите. Нема мито, нема корупција, заврши сето тоа. Завршува. Ако некои светски текови не помагаат веројатно за да се бориме со корупцијата, или како што велиш ти, со рамилакот, како што пишуваш во твоите статуси. Народски си каже. Да те прашам, пошто целиот разговор повеќе ми звучи бизнисменски него политички. Самиот така отвори дека е градоначалник и менеджерска функција, не политичка. Да те прашам, дали мислиш дека политичарите во Македонија се доволно економски писмени? Не. Еве сега, например, последните двајца градоначалници на Прилеп. Прекрасни доктори, кои што инвестирале. Предпоставам 30 години, 30 да не претерам, али ако земеме средно 10 години од своето образование, од свој живот, се образувале во специјалисти ортопеди. Значи, ги познавам едни и други. Прекрасни луѓе, секоја чест. И одлични ортопеди. Значи, врвни доктори. Во Македонија не знам дали има такви квалитетни кадри. Ние што направивме со тие луѓе, зошто ги сполитизираја и да ги постават само за да се добијат гласови, дека едни и други го познал народот, па ќе гласа за нив. Секоја чест на тие луѓе, поклон до земја. Меѓутоа, ако утре можам јас да појдам да направам операција ортопед некого, тоа што окей, нека биде тој градоначалник. Како сега јас? Кој е тој што ќе дојде, кој ќе праша ти кој ќе ме оперира мене? Борче, електричар. Ало. Кој е тој сега што го ставивме ние да води фирма, а што е доктор? Или, не знам, завршен педагошки. Па добро, оглавно се сите доктори имаат и приватни ординации, па да знаат и менеджирање малку. Видете, још има приватни ординации, имаат и финансиски консултанти околу нив, валетни си ја вода фирмата или работењето. Меѓутоа, главни тие се занетчи, главниот занет нивни е медицината. Но се согласувам тука комплетно. Абсурдно е нештото дека нема политичка на прашањето, дека дали има економско познање, немат никако. Значи,
што завршил еден, ајде сите да ги преброиме кандидативе од Прилеп или останатите надор, што има тие завршено или што има тие направено во животот, кога подпишале фактура, кога дал плата за 10 луѓе, ај не мора за 10, за 20 плата дали има обезбедено на први, да плати банкав кредит, да ги наплати побарувањата, да обезбеди репроматеријали за работа, за функционирање и на крајот да создаде профит, кој што профит ќе ги потроши сите овие работи. И да има одговорност. Оти кој ќе се потпишеш на фактурата, или кој ќе земиш кредитот кој ќе се потпишеш, тебе ти се јавува, не му се јавува никој друг. Еве вика, абе не, јас јавете се в партија, кај Мицкоски или кај Венко. Како тоа така? Значи, одговорноста, за да ја добиеш ти таа одговорност, мораш да имаш некој искуство. Кое е твоето искуство што го имаш во животот, што си направил ти во животот, за да дојдеш одеки, се извинам, за да дојдеш одеки да можеш да бидеш одговорен. Сега, ако зборуваме за одговорност на политичари кај нас, очигледно не ни оди ни то најдобро во овие 34 години. А секој ден пред да дојде ветувал, ќе има одговорност, ќе има одговорност, ќе има одговорност. Дали размислуваш за сериозно чеслање на финансиската ситуација на сите општински предпријатија и што е најважно, вадење на површина на се што ќе се најде? Апсолутно. Значи, сите тие предпријатија се држани од овој народ, од овие луѓе. И овие луѓе мора да знаат кој како работел, што работел и зошто работел, што се случувало со нивните пари. Значи, јас плаќам за комуналец, ти плаќаш за комуналец, сите ние плаќаме за водот, сите ние ги плаќаме пари. Кај се пари? Ние плаќаме даноци. Тие пари влегуваат во општината. Значи, ако не ги исчешламе, ако не ги извајме транспарентно, и они уназад, и тие во иднина, ние не сме направиле ништо. Ние само сме направили копи-пест. Дошол сега Борче, независен, ајде да пробаме да видиме независни дали ќе биде. Ако биде исто, што му останува на овој народ? Да земе, да си сели, да си оди. Па и тоа прави. Па, тој прави, факт е. Значи, моето жртвување на времето, јас сега го жртвувам моето време, место да си седам со деца на дома, да уживам, да си се шетам по одмор или тоа, ја влегувам кампањи, ќе правам борба промена на систем. Да. Ако можеле Мирче Ацев, Питугули, сите овие млади луѓе во нашата историја да ги жртвува своите животи за да направат држава, сега ќе го жртвувам моето време за да ја задржам оваа држава. Оти после 20 години ќе ме праша некој внуче во Германија, дедо, оти сме бени овдеки во Германија, оти немаме наша држава. Ами, дедо, ја ништо не направив. Ми беше страф. Мене прв ме отепаа од Цацко изрека. Ти е страф од тоа прашање на внуче? Да. Оти ќе живеам во Германија како избеглица. И тоа дете ќе ме праша мене, дедо, што направи ти за таа наша татковина Македонија, што сега ја неама. Ги остави тие таму да ја прода. Оти ти не излезе да се бориш за незе. Јас сега излегувам. Ова излегување на градоначалничките избори или нови локални избори е буквално последен мој крик, што јас го правам за мене, за моите деца, за моите внуци, ама го правам и за вашите. Сега, ако луѓето го препозна овој вистински чекор, или во овој последен крик, ако го препозна, ќе ги замолам да го препозна и да го дадат гласот да не правиме промената, за да ја спасиме државата од арамилуко. Луѓе, 12 милиарди евра се задолживме. Утре ќе ни дојде некој ќе рече, ај кредитот да се врати. Немајме со што да вратиме, нема да хипотека, активирај, собирај земјата. Ама кој ќе ова мој, кој ќе земи си, носи си ја кај сакаш земја, под кој ќе не е твоја кој. И ти нема да биш македонец, ќе биш јас што сакам да биш, некој друг што сака. Не верувам дека тие кредити кои се ги земат државите одат баш така како со фирмите, ама во секој случај те става во подредена положба. Тој државна врзница, да, државна врзница за него. И тогаш ти ќе бидеш подложен, тој ако требаше смени устав, ќе смениш устав. Како што ни вела, смени го името, смени го, зошто ти зависиш. Ништо не велеле некојаш, па и тогаш не краделе муабето. Крадењето е друго. Сега е преживувањето, ако не си кредит, нема пензија, нема плата. Првите работи на кои што утре седнуваш и првите 100 дена најбитни работи што ти се да ги направиш. Првите 100 дена, првото најбитното нешто е ова што го кажавме сега. Чешлањето, отворањето на сите тие документи, на сета таа документација, влегување на званични институции кои што вршат ревизии, ќе се ги платиме, да провериме, да видиме кај се што седне, за да знаеме што се случувало уназад и дали реално можеме нешто да поправиме. Понатака, во истите тие, не да прва денела, комплетни финансиски извештаи за состојбата на предпријатија, кај сме што длабински анализи, кои што се менаџерски длабински анализи, тие се прават многу
лесно, меѓутоа се детални. Од кои ќе се направат тие детални анализи, ќе ги дефинираме правците во кои правци ќе се движиме. Дали ќе има кривични пријави, казни, побарување на да се повика обвинителство или слично, или пак ќе одиме со прогрес напред, као наука што стварно има проблеми па да ги решаваме истите. Тоа е во дело на работењето на јавните предпријатија. Во дело на градската функционирањето на комуналното функционирање на самиот град. Прво, денеска сите сакаме да возиме убави коли. Така? Сите инвестираме колку што можеме да си купиме убава кола, меѓутоа каде ги возиме? Градот ни е катастрофа. Дупките. Санацијата на инфраструктурата во општината. Нема наеднаш да ги активирам тие нешта, меѓутоа целокупна организација на целокупниот капацитет што го има градов. Ние во градов имаме фирми кои што може да помогне во санирањето на оваа ситуација. Меѓутоа немаме организација. Прво и основно, значи, организацијата на домашниот капацитет. Да видиме што имаме, кои ресурси ги располагаме за да ги ставиме на површина. Второ што би било. Тоа е второ. Трето. Многу работа има кои што би му дали приоритет. Сакаме да му даде. Меѓутоа, ја не сум во општината за да видам вистинската состојба. За да можам финансиски да ги издржам првите притисоци и првите проекти да ги реализираме. Ние немаме сега буџет и ребаланси, па ова, па она, буџет е буџет. Меѓутоа, можеме да ги активираме сите инструменти кои што можат да донесат дополнителни пари во општината, а тоа се невладините организации. Сите невладени организации ќе ги ставиме во функција за реализација на поеден проект. Само во градов да ги ангажираме, тоа се 20 на минимум здрави невладени организации, нека успеат на 5, ние ќе имаме работа за цела година. Меѓутоа, ако ги ангажираме вистинските капацитети, реално сите се вложа во нештото, ние можеме да направиме преку 10-15 проекти годишно. Од програмата што имаме доставено, сето тоа ќе биде реализирано навремено. Значи, прво и основно, здружување, организација на капацитетите, повикување на оно што е препознавање на ударни проблеми, како што се комуналната хигиена, нешто слично, одма нивно брзо решавање, за да го донесеме функционирањето прво во ред, а после ќе ги правиме поголемите промени. Мислам дека 100 дена се доволен период за да се направи таква една анализа и санација на. Како ќе ја убедите јавноста и ти и независната советничка листа, не ја спомнавме до сега, при крај да ја спомняме, дека град за нашите деца не е само обичен слоган. Така е. Јас сум родител на 18 годишен син и на 15 годишна черка. Мојот најголем успех ќе биде ако тие деца ги задржам до мене. Ама да ги задржам насмеени и да бидат среќни и задоволни. Тоа што ја ќе бидам први добар родител, први добар и успешен родител, а после ќе бидам успешен градоначалник. А моите деца ќе бидат среќни ако нивните другари се тука. Ако има пријатели, ако има социјален живот, ако има убава средина, чиста средина, здрава средина. Ако сите тие услови јас како родител му ги приложам и му ги обезбедам на моите деца, тие ќе бидат среќни, ќе остане овде. Ако сите ние во оваа општина работиме за да ги обезбедиме тие услови за сите деца во градот, ние сме станали добри родители, па после добри градоначалници. Ги повикувам луѓето, целата прилепска јавност, да малце подлабоко го размислиме нештото. Не е само за да ги моите деца се да минаа Германија, среќни се таму. Ама во моментов кога нас ќе ни паднат колената, ако ќе почнеме да ползиме на 80 години, 70, дај Боже, толку да живееме кој ќе не гледа нас. Децата ни од Германија ќе да овде да не гледаат. Види, почна една таква реализација, еден објект кој што се најавуваше 20 години се најавуваше за младински културен центар, сега ќе биде старски дом. Меѓутоа во старскиот дом си само со старци до тебе. Немаш ти внучина околу тебе што ќе седне на колено, па ќе јадиш, па ќе ги шеташ низ чаршија, па со својот комшија, пријател, колега, бивши да му каже, внучето твое, еве го внучето мое, него да игра. Значи што кое е чувството на седнати ние пензионери во пензионерски дом и да играме шах и нас црнци дојдени од не знам каде, од секаде, што насел овај простор заради тоа што ние ги збркавме децата, сега ќе не чува некои црнци
пакистанци, афганистанци и нас че не чува пензионерскиот дом. Не, че не клоцнаат за побрзо да умриме, за да не ги собера приходите или нешто слично. Луѓе, не надевајте се на таквите нешта. Размислувајте за еднината, размислувајте на еднината за своето семејство. Никогаш нема да бидеме богати ако децата наши има по 20-50 евра на сметка, а се некаде граѓани од трет ред, фрлени во некоја општина, кај што не сме да се каже дека парче на светот, кај што не сме да се каже дека е македонец и кој ќе праша кај е то, кој е то, кои ти се твоите родители? Немаш. Значи, да ги вратиме тие малце, да се свестиме во моментов, да си ги ставиме жар на стомахот и да почнеме да размислуваме дека мораме да направиме нешто за нашите деца. Мораме, не сакаме, мораме. Може би ќе има 5000 евра в джеб, може би ќе има 500 евра в джеб, ама ќе бидат стречни покрај своите родители. Еден ручек кој ќе јадиш сам со девојката или со жената, околу тебе нема никој, колку вреди? 100.000 евра? 500.000, милион, 5 милиони? Не, дечки, ручек го вреди 5 евра, ама сите околу масата вреда светско, целокупното богатство на светот. Секоја фамилија е богата, најбогата на светот, за сите пари на светот, кога околу не се низините членови. А поединецот може да би има 5 пати светското богатство в джеб, кога е сам, е нула. Фала ти за муавето. Се надевам дека имаш доволно простор да кажеш тоа што имаш како за почеток. Се надевам дека имаме за време на кампањата и уште едно интервју барем. Би сакал повеќе да покажам, не да кажам. Многу повеќе сакам да покажам, да видат луѓето дека кампањата е период кај што треба да се кажат работи со кои што ќе се убедат гласачите. Вас ви благодарам што гледавте, се гледаме во следно интервју.